Председателот на собранието ве обвини за обид за диктат и пак инсистира седницата да се држи после председателските избори. Значи, председателот на собранието е тој кој што може да закаже седница. Владата, Министерството може да побараат, имајќи во предвид ургентноста за определени прашања. Исто така како што судовите може да побараат симнување на имунитет на одредени пратеници, но на крај останува на председателот на собранието да цени во која насока ќе го применува и како ќе го применува деловникот и правилата за работа. Значи, јас очекувам дека сите толкувања на правните норми врз основа на кои што работи собранието ќе бидат во насока на обезбедување на сите услови и можности за олеснување на процесот на евроинтеграција. Ако се постигне консензус, очекувам дека ќе има седница, но секако седницата ја закажува председателот на собранието. Морам да констатирам дека за жал вчерашната изјава имаше и одредено свое влијание во приговорите кои што се водеа со ВМРО-ДПМН, бидејќи тоа на некој начин им даде аргумент за одложување на процесот на преговарање, со тоа што се истакна дека практично ако председателот на собранието не закажува седница, нема потреба да брзаме. Значи, јас апелирам сите политичари во наредниот период да го помогнат процесот на разговори за обезбедување на двотретинско мнозинство за закон кој што е значаен за евроинтеграцијските процеси во нашата држава. Значи, јас ги погледнав и разговаравме вчера и со ВМРО-ДПМН за амандманите. Веќе реков, едната група на амандмани која што се однесува на уништување на статусот на специјалното јавно обвинителство се амандмани кои што не можат прво концептуално да бидат вградени во законот. Втората група на амандмани која што се однесува на статусот на доказите, материјалните докази кои што се прибрани од специјалното јавно обвинителство исто така е концептуален проблем. Третата група на амандмани може да биде предмет на разговор за кој што би можеле да бараме заедничко решение. Значи, таму има амандмани кои што значат пришување на одредби од етичкиот кодекс во законот и слично. Значи, тоа е веќе прашање на направен избор дали ќе ги ставите етичките правила кои што обично стојат во етички кодекси во законот или не. Значи, тука има простор за разговор. Тоа е околу материјалните гаранции, во тој дел што бараат Значи, за тој амандман не сме разговарале. Тој амандман им е препишан од хрватскиот закон, од член кој што потоа е укинат во Хрватска, така што треба да ги разгледаме сите аргументи зашто хрватите се повлекле од членот кој што сега пак се предлага како член да биде во нашиот закон, така што ќе видиме дебатата која што се водела во Хрватска, причините за укинување и ако се тоа сериозни причини, ако тоа било препораки од меѓународната заедница, навистина би било несоодветно ние да вклучуваме нешто што за име од Европската унија го укинува. Секаде во амандманите на ВМРО-ДПМН стои Република Северна Македонија? Да. Секаде каде што се спомнува името на државата се користи новото уставно име. Само уште ова, кратица ја не тимот со имиња и презимиња, само премиерот ги спомна во една дебата дека не се проблем, меѓутоа како не се спомнати, значи не воопшто не разговараме за имиња, разговараме за концепти. Ние до сега имаме проблем во генералниот концепт за специјалното јавно обвинителство, дали ќе биде посебно обвинителство или ќе биде обвинителство одделение во рамки на друго обвинителство и за материјалните докази. Што викат кога на тие препораки што ви предлагат да ги игнорирате? Веројатно тоа ќе треба нив да ги прашате, нема некаква посебна реакција, но очекувам да направат консултации, да се консултираат подетално околу препораките што ги дава меѓународната заедница и разбирањето на тие препораки. Може ли да промишлите околу финансиската независност? Значи, прашањата, тоа се веќе прашање генерално во статусот, треба да постигнеме консензус прво околу тоа каков ќе биде статусот, а потоа можеме да разговараме за одредени прашања, секако на принципиелна основа, на основа која што ќе овозможи специјалното јавно обвинителство да може ефикасно да функционира во гонењето на криминалот.